Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Владината реконструкција денеска е на дневен ред во собранието. Претениците во моментов расправаат за разрешување на министрите кои беа опфатени со реконструкцијата, а потоа и за именување на новите министри. Одиме во живо во законодавниот дом. Колешката Ивана Соколович најдова ја следи собраниската седница. Ивана, како тече расправата? Така, Деспина, пред малку започна расправата по реконструкцијата на владиниот кабинет, кој што го предложи премиерот Христијан Мицкоски. Пред пратениците на дневен ред се 3 точки: разрешување на 8 министри, разрешување на 2 заменици, но именување на 8 нови министри. Расправата почна со образложувањето на Мицкоски зошто бара разрешување на министрите, во кој што тој порача дека сите овие кадри биле честни, достоинствено вршеле својата работа, велики дека е задоволен од тоа што досега било сработено со оглед на тоа што затекнале институции кои што биле целосно нефункционални. Вели дека целта на оваа влада да прави преиспитување уште од стартот на преземањето на власта, токму и тоа го прават сега. Велики дека после 2 години се преиспитува се она што било направено и какви резултати биле постигнати. Вели дека ова не е влада на комфорт, туку на испорачување на резултати, затоа треба да се гради и да се стекнува довербата на граѓаните. Им се заблагодари, како што кажав, на сите кадри кои што денеска ќе бидат разрешени, велејќи дека постигнатото може веќе да се види. Да видиме делот на неговото обраќање во парламентот. Секој човек кој честно, професионално и со чувство на одговорност ја извршува својата должност, заслужува почит. Денес не се збогуваме со луѓе кои не работеле, напротив. Денес им оддавам признание на луѓе кои во различни околности, во различни ресори, со различни предизвици дадоа свој придонес во реализација на програмата за која граѓаните ни ја дадоа довербата. И вие од опозицијата претпоставувам дека ќе зборувате со флоскули, конструкции, невистини, полувистини, а јас со конкретни бројки и резултати. Така е, Мицкоски се обрати на опозицијата, велејќи дека денеска ќе чуе полувистини од нивна страна, обвинувајќи за она што досега го работеле овие министри, но за новите кои што треба да бидат именувани, но доби критики од опозицијата. Најпрво левица реагираше зошто на дневниот ред нема именување на заменици министри кои што треба да бидат разрешени, велејќи дека очигледно дека пазарот за овие позиции помеѓу власта се уште не е завршен. Се осврна на повеќе министри кои што ги предводеа ресорите кои што денеска се именуваат, велејќи дека зад себе не оставиле никакви резултати. Вакви критики стигна и од СДСМ, велејќи дека се менуваат кадри, но ништо ново нема да се види во овој владин сустав. Дури пак велат дека кадрите на ВЛЕМ кои што се менуваат и оние кои што заменуваат нема да прават никаква разлика, велејќи дека не направиле ништо во полза на албанците. Така слушнеме нивните ставови на стартот на оваа седница. Оваа реконструкција е де факто подготовка на ВМРО-ДПМН за предвремени избори. Се постава прашањето зошто воопшто треба да имаме предвремени избори, затоа што владата е близко до двотретинско мнозинство, одамна не сме имале ваква стабилна влада. Скоро читаме во јавноста дека владата се појачи со еден пратеник плюс, тоа е пратеникот од Демократската партија на турците во Македонија, значи 2 уедно имаат еден глас плюс и за Бадентер. Но јас мислам дека главната причина зашто ние де факто ќе имаме избори и сите зборуваат ќе имаме избори во пролет наредната година, а тоа е дека очекувате во третата година од вашето владење, тоа е 2027, дека очекувањата на македонскиот народ за резултати драстично ќе пораснат. Значи првите 2 години од едно владење, не дека сега во моментов нема разочарување од ВМРО-ДПМН, од политиките, секој дека има, тоа се види и на последните локални избори, иако ВМРО-ДПМН победи, сепак изгуби огромен корпус на гласови, сепак првите 2 години од владењето на централната власт обично се земаат инстинктивно некако како подготвителни години, додека во третата и четвртата година веќе се бараат резултати. Билал Касами и Изет Меджити сега де јуре ќе бидат подредени на Стојлковиќ. Ова е политичка иронија.
Оние што тврдеа дека ќе ги штитат интересите на албанците, денес се ставаат под политички надзор на министер кој не успеа да ја штити ниту институцијата задолжена за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Подеднакво проблематичен е и предлогот за Министерството за правда. Предложеното лице е познато по својата блискост со Каракамишева и по тоа што беше меѓу најгласните академски поддржувачи на најскандалозниот закон на ова влада, така наречен Закон за правична и соодветна застапеност. Закон без етнички квоти, без механизми за спроведување и без санкции за институциите што дискриминираат. Така, ова беа дел од забелешките и критиките упатени од опозицијата кон власта. Да споменам кој се денеска ќе биде разрешен според предлогот кој што го остави Мицкоски во собрание. Игор Филков заминува од позицијата министер за правда. Иван Стојковиќ го напушта министерското место во Министерството за односи меѓу заедниците, но се сели во локална самоуправа. Цветан Трипуновски заминува од земјоделие, на негово место треба да дојде Борче Серафимовски како кадар на знам. Азир Алиу заминува од здравство, но ќе го наследи сегашниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Фатмир Лимани заминува од ресорот социјала, на негово место доаѓа актуелниот заменик министер Ѓоко Велковски. Перински од локална самоуправа го отстапува местото на Стојковиќ, а тој се сели во Фондот за здравствено осигурување. Од култура заминува Зоран Љутков, а на негово место треба да биде именуван сегашниот актуелен заменик Седата Сулејмани, како и ќе биде разрешен Шабан Салију како министер без ресор, а ќе биде именуван на негово место или треба да се гласа по негово именување Ерџан Демир како министер без ресор. Ова се трите точки на кои што претениците ја почнуваат оваа дебата за реконструкција на владиниот кабинет. Сите ставови и забелешки од текот на денешната седница ги пренесуваме во вестите во 16 часот. Да, Ивана, јас ти благодарам за овие информации. Секако стануваш да ја проследиш денешната собраниска седница, многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. И покрај најавите и обидите на левица, денешната собраниска седница да ја искористи за средби со опозицијските СДСМ и ДУИ за изборниот законник. Сепак според најавите од партијата, ваква средба нема да се одржи. Од левица вела дека официјално до овој момент нема добиен одговор на нивната покана ниту од ДУИ, ниту од СДСМ. Преку писмено соопштение пак вела дека одбивањето на координација представува директно пропуштање на можноста власта да биде обврзана да прифати заеднички опозицијски став. Во текот на целата дебата за изборниот законник СДСМ не изгради ниту една препознатлива политичка позиција за суштинските прашања. Наместо да објасна дали се за една изборна единица, дали секој глас треба да вреди еднакво и дали Македонија конечно треба да добие поправеден изборен систем, тие упорно се обидуваат дебатата да ја сведат на конспиративни теории. Особено симптоматично е што партијата која со години тврдеше дека се залага за една изборна единица, денес одбива дури да седне на маса за да разговара за таква реформа. На крајот останува само уште едно прашање на кое СДСМ упорно одбива да одговори. Дали сте за една изборна единица или не? Се друго е очајнички обид да се спаси сопственото распаѓање, стои во писменото соопштение ова утро испратено од левица. Ставот на левица следи по вчерашниот став на СДСМ, од каде рекоа дека нема причина за средба помеѓу опозицијските партии, бидејќи изборниот законник е одговорност на власта. Од ВМРО ДПМН пак и денеска вела дека најголема жртва на блокадата на СДСМ, левица и ДУИ е македонската диаспора. Најголема штета од блокирањето на изборниот законник од страна на Социјалдемократскиот сојуз, левица и ДУИ нема да претрпи ВМРО ДПМН, туку македонските граѓани кои живеат надвор од државата. Со месеци се бараше заедничко решение, но наместо процесот да заврши со политички консензус, Социјалдемократскиот сојуз, левица и ДУИ избраа да го блокираат законот и да ги стават сопствените партиски интереси пред интересите на десетици илјади македонски иселеници. ВМРО ДПМН јасно порача дека ќе ги прифати сите барања на опозицијата, иако тие барања не се суштински, само диаспората да може да гласа по електронски пат или по пат на пошта.
Македонската диаспора заслужува еднакво право на учество во изборните процеси. Затоа ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ да престанат со блокадите и да покажат одговорност за конечно да се донесе изборниот законник во интерес на сите македонски граѓани, без разлика на тоа каде живеат. Годишен скопјанец вчера вечер со нож го убил својот татко кој претходно ја нападнал неговата мајка. Семејната трагедија се случила синоќа околу 23 часот во Скопје, при што 31 годишен маж осумничен дека со нож го усмртил својот татко, откако претходно таткото во алкохолизирана состојба ја нападнал својата сопруга, информираат од Министерството за внатрешни работи. По превземените мерки, полициските службеници го лиши од слобода осумничениот, а 54 годишната жена е пренесена во болницата Свети Наум Охридски за укажување на помош. Телото на убиениот пак е предадено на обдукција по наредба на јавен обвинител. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена и соодветна кривична пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи. Министерот за одбрана изврши увид во градежните работи во Скопската касарна Ќоилија. Станува збор за целосна реконструкција на овој објект, за што одвоени се 10 милиони динари, а градежна офанзива паралелно се врши во касарните во Велес, Штип и Прилеп. Навистина све ќе биде променето. Апсолутно се од под, од нови прозори, целосна реконструкција на целој капацитет, 30 години, времето си покажало, така што насекаде влегуваме да ги подобриме условите. Се разбира, приоритетите доаѓаат од армијата. Има многу приоритети, зависност од буџетот, така и ги насочуваме сите. Но исто така се работи во Велес, се работи на нови покриви, се заменуваат покривите на секаде во касарните, правиме нови капацитети во Прилеп, за модернизацијата што стига, односно новите возила, посебни капацитети за тие возила, исто така за артилеријата и така натака и така натака. Пробуваме сегде да бидеме присутни. Со свечен концерт вчера вечер во Охрид стартуваше 66-тото издание на Охридско лето. Нина Ритоновска ни ги пренесува атмосферата и пораките. Со свечен гала концерт на албанската оперска дива Ермонела Јахо и американскиот тенор Чарлс Кастраново во придружба на оркестарот на македонската опера и балет под диригентската палка на маестро Марко Боеми од Италија стартува 66-тото издание на фестивалот Охридско лето. Председателката Силјано Скадавкова подлече дека Охридско лето символизира и бележи долга и богата меморија и историја, просветителска и просветлувачка мисија, новоотворени музички и театарски хоризонти. Живееме во свет на поделби, конфликти, војни, стравови, несигурност и неизвестност. Човештвото минува низ лавиринти, а достоинството, солидарноста и надежта се соочени со огромни предизвици. За разлика од политиката, која што е далеку од уметност на можното, музиката и театарот, односно културата, остануваат креатори на неможното. Охридско лето не е само фестивал, туку символ на духовната традиција и доказ дека Македонија од секогаш ја препознавала културата како стратешка вредност, подлече министерот за култура и туризам Литков. Културата создава препознавање. Таа е најблагородниот облик на диалог помеѓу народите и стратешка свест на една држава. Со институции ја браниме државноста, со труд економијата, со закони демократијата. Но иднината ја обезбедуваме единствено со културата. Зашто само таа создава траење, само таа создава припадност, само таа создава паметење. Инаку фестивалот годинава носи програма со 48 културни настани и учество на повеќе од 700 уметници од 24 земји. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Прилеп доби центар за услуги каде граѓаните ќе може на едно место да ги добијат сите потребни документи, наместо како досега да шетаат од институција во институција. Во Прилеп се отвори центарот за услуги кој што е сместен во просториите на даночното одделение наспроти зградата на општината.
Тука, на само еден шалтер, може да ги добиете сите услуги кои што ги нуди порталот услуги.gov.mk. Граѓаните сега нема да мора да се шетаат од институција во институција за да ги извадат потребните документи. Туку сега ќе ги имаат сите на едно место. Ние овозможивме простор во нашиот едношалтерски систем, со што целта финална беше да заокружиме дека граѓаните со пристап до една врата, ако може така да се каже, ги имаат на дланка сите услуги кои што ги издаваат и локалните власти, но и централните, оние кои што спомнав се ставени на платформата e-услуги. Најкористени услуги од порталот e-услуги во моментов се изводите од матичната книга на родени, венчани и починати лица, како и уверението за државјанство, потврди за неосудуван и други. Она што е важно да го потенцираме дека ние ветивме дека во Прилеп ќе отвориме центар за услуги, дека Прилеп ќе добие бесплатна Wi-Fi зона со бесплатен интернет и дека Прилеп го поставуваме на мапата на процесот на дигитализација и тоа го остваруваме. Во центарот за услуги се достапни над 350 услуги за граѓаните. Дел од нив граѓаните знаат да ги користат преку порталот, но оние кои што не знаат да користат услуги, кои што немаат дома технички можности или не сакаат сами да се снаоѓаат на порталот, можат да дојдат тука во центарот за услуги и вработените ќе им помогнат да се завршат работата и да добијат некоја потврда или некој податок или некоја услуга. До сега вакви центри имало отворено во 16 градови, а до крајот на годината ќе се отвореле уште 5 вакви центри низ државата. За Сител, Дарко Штараговски. Студенти по археологија од САД, Велика Британија, Австрија и други држави ова лето стекнуваат практично искуство на локалитети низ Македонија во рамки на летната школа Раѓањето на Европа. Студенти по археологија од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Австрија и други земји ова лето стекнуваат практично искуство на археолошкиот локалитет Барутница кај Амзабегово во рамки на летната археолошка школа Раѓањето на Европа. Школата е заедничка иницијатива на Факултетот за образовни науки при УГД, Фондацијата Балканско наследство и Народниот музеј во Свети Николе. Проектот четврта година поред има овозможува на студентите практична работа на терен, меѓународно искуство и можност за едни научни соработки. И оваа летна школа, која е отворена за меѓународни студенти пред се, е во склопот на поширокиот научен проект кој се занимава со истражување на неолитот и неолитизацијата, процесот на неолитизација помеѓу Егејот и Дунав. Нивниот бенефит е практична работа, бидејќи тие немаат можност директно да бидат вклучени во проекти во теренска работа на нивните универзитети, па ова е за нив можност во еден, да кажем, археолошки богат регион да ја научат практичната страна на оваа професија. Истовремено, проектот создава потенцијал за нови истражувачи кои ќе предонесуваат кон проучувањето на неолитот во Македонија. Веќе неколку од овие учесници од претходните години да пишуваат магистерска работа, па и докторски трудови, благодарение и преку инспирација од нивното учество овде, значи да обработуваат материјали и да проучуваат археолошки аспекти за нашето поднебе, секако со поддршка на нивните универзитети и со тоа да придонесат кон нашата наука, бидејќи нивните резултати, нивните податоци остануваат за нас и самите материјали, секако и артефактите. Меѓу учесниците годинава е и Саша Вала од Универзитетот Оксфорд, која за прв пат учествува на археолошки ископувања. I wanted to learn more about field school archaeology. I've never been on a dig site before, and I also wanted to learn more about Macedonia and the Balkans in general. I thought this was a good opportunity to mix them both together in one summer. Локалитетот Барутница има централно значење во проучувањето на раните неолитски миграции од Егеот кон Централна Европа, а школата продолжува да ја афирмира Македонија како значајна дестинација за проучување на европскиот неолит. За Сител, Трајан Ристовски.